Интач со доктор Чарлз Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата Интач. Како да извлечете максимум од вашата работа? Дали уживаш во својата работа или посакуваш да можеш да правиш нешто друго? Дали се чувствуваш дека достигнуваш нешто? Или се чувствуваш како да си во дупка и би сакал да си ја промениш професијата? Дали се гледаш себе си како добар работник? Дали даваш се од себе? Дали луѓето околу тебе те гледаат како христијанин? Дали правиш вистинска разлика таму каде што си? Кога размислувам за тоа, како некои луѓе се будат секое утро со возбуда и вистински предизвик за работата на денот, возбудени да стигнат на работа и да видат што можат да достигнат. А потоа ги има и оние луѓе кои гледаат на својата работа или професија како на болест. Стој што е можно подалеку од неа. Не оди се додека не мораш и прави колку што е можно помалку со кое што би можел да поминеш. Јас би сакал да ве потсетам дека Библијата има многу да каже на темата за работа. Например, Библијата вели: 6 дена ќе работиш, а 7-миот ден е за одмор. Библијата вели дека работата носи профит. И Библијата исто така вели дека ако најдеш добар човек кој работи напорно, ќе најдеш човек кој ќе успее и ќе стои пред цареви. И така, кога размислувам за сите стихови во Библијата за работата, а има многу други, размислувам за фактот дека Бог ни има заповедано да работиме. Затоа сакам да зборувам во оваа порака. Како да го добиеш најдоброто од твојата работа? Кога го поставиш тоа прашање, како да го извлечеш најдоброто од работата, повеќето луѓе би рекле: па првата причина зошто сум заинтересиран е како да извлечам најмногу пари од мојата работа. Ајде да ви кажам само 2 или 3 нешта за тоа. Најпрво, никој не би те обвинил ако не сакаш да заработиш колку што можеш повеќе. Но, ако гледаш на толку краток рок, за да мислиш дека тоа е единствената причина зошто работиш, само за да ги добиваш парите и да бидеш платен, тогаш ще имаш краток поглед што значи твојата работа. Затоа што, ако само тоа го имаш на ум, ќе ја промашиш Божјата цел за тебе, со тоа што дозволил да ја имаш таа работа и да бидеш токму на тоа место. Ти ќе ги промашиш благословите кои Бог ги има подготвено за тебе, затоа што во работата има многу повеќе од само правење пари. Например, размисли само за фактот дека имаш привилегија да растеш во своите вештини, способности и таленти кои Бог ти ги има дадено. Размисли за фактот дека Бог ти го гради карактерот додека се сочувствуваш со предизвиците на твојата работа, со кои не би се соочил на друго место. Размисли за фактот дека имаш чувство на исполнетост, кое гради чувство на самодоверба во твојот живот. И размисли за фактот дека градиш врски и учиш како да се согласуваш со луѓето, да ги охрабруваш и да бидеш охрабрен од нив. И дека ти допринесуваш во животот, има многу повеќе во работата од само правење пари. Тоа е природен дел секако, но има многу повеќе од тоа. Она за кое сакам да зборувам во оваа порака е како да го извлечеш најдоброто од работата. Би сакал да свртиме до пасус кој дава одговор на ова прашање. Колосјани 3 глава. Колосјани 3 глава, 22 стих, се до 4 глава, 1 стих. Сега, првиот збор во овој пасус можеби ќе те изнервира. Започнува велејки: робови. И ти велиш: па тоа не ме вклучува мене. Некој од вас можеби се чувствуваат како да се дел од некој обврски, но ајде да ве потсетам на нешто за да ја поставам сцената. Причината зошто апостол Павле започнува со овој збор е ова. Во времето во кое живеел апостол Павле, веројатно, половина од луѓето кои живееле во Римското царство биле робови. Зборувам за доктори, наставници и сите други многу професионалци биле робови. Тие им припаѓале на некои многу богати луѓе. Така, не зборуваме за робство како што денес го подразбираме. Овде ќе видите робови, господари и Господ. Она кое сакам да го забележите е следно. Иако ситуацијата, околностите не се исти, истото е вистина кога се работи за принципот, а тоа е дека има вработени, има работодавци и тогаш таму го има големиот газда, односно Господ Исус Христос. Така, принципите овде се исто толку важечки за нас денес, како што биле во времето на Павле. Затоа, не дозволувајте зборот робство да ви пречи овде. Слушнете што ви вели тој.
Робови, слушајте ги во се своите земни господари, не за очите како оние кои им угодуваат на луѓето, туку во простотата на срцето, боејќи се од Господа. Што и да правете, правете го од душата како за Господа, а не за луѓе, знаејќи дека од Господа ќе ја примите наградата на наследството. Служете му на Господа Христа. Зошто кој прави неправда, ќе ја прими обратно неправдата и не се гледа кој е кој. Господари, правете им на робовите што е праведно и справедливо, знаејќи дека и вие имате Господар на небесата. Сега сакам да зборувам за оваа идеја за како да го извлечеме најдоброто од работата. Ако ти би работел за некој, дали е тоа за 1 година, 6 месеци и 10 години или 30 години, или ќе имаш само едно занимање во животот, како да го извлечеш најдоброто од тоа? Ако би работел таму, како да го направиш тоа? Јас сакам да ви дадам 5 начини за кои знам дека функционираат. И така би сакал да ги запишете овие. Ќе ви помогнат ако ги запишете. Размислувате за нив. Затоа што ако работиш утре, или ќе одиш со чувството на ентузијазам и возбуда, или ќе те омрзи тоа. Зошто додека си на светот, да се будиш секое утро, мразејќи си ја работата? Така првото нешто кое сакам да го запишете е ова. Ние го извлекуваме најдоброто од работата кога се гледаме себе си како слуги. Најмногу извлекуваме од работата кога се гледаме како слуги. Знам дека ова целосно оди наспроти се во што ова општество верува. Ние сакаме да зборуваме за нашите права. Сакаме да зборуваме за нашата група, за нашата самостојност. Сакаме да зборуваме за нашите разговори и за она кое ќе го добиеме. Идејата да се биде слуга и да се има дух на слуга е сосема чудно за нашето општество. Ова е исто причината зошто општеството ни е такво. Ги имаме заборавено некои од најосновните принципи кои се однесуваат на секој факт од нашите животи. Сега ти велиш: па откаде ти е оваа идеја дека јас треба да имам менталитет на слуга на работа? Ајде да ти поставам прашање. Ако духот на верникот треба да биде таков како на слуга, тогаш каде ни треба да го имаме тој дух? Ние треба да го имаме тој дух каде и да се наоѓаме, затоа што тоа е карактерот на Божјиот дете. Бог не испраќа на овој свет, не одгледува, не спасува. И ние треба да имаме дух на слуги. Дали јас треба да имам поинаков дух од оној на Исус? Погледнете во Филипјани 2 глава. Еден многу важен пасус, бидејќи овде целата идеја на инкарнацијата дека Исус Христос дојде во тело, иако тој е Бог, е објаснета, почнувајќи во 5 стих. Имајте ја во себе истата мисла, истиот став кој беше и во Исуса Христа. Што беше тоа? Кога ти и јас го имаме духот на слуга, ние ќе бидеме посклони, помотивирани да го дадеме и го направиме најдоброто од себе. Кога ќе се разбудиш утре наутро, одиш кон работата и се гледаш себе си како слуга, ти ќе бидеш посреќен и ќе одиш со чувството на радост. Ти ќе му служиш на Господа. Не само тоа, туку ти, слушајте, ефектот кој го имаш над луѓето ќе биде поразличен. Ако ти и јас им служиме на другите без разлика на нашата професија, ако пристапиме кон тоа како слуги, ќе имаме многу подобро сведоштво, бидејќи, слушајте, кога било кој ти пристапи и се поврзе со тебе на основа да ти послужи, веднаш ќе го придобијат твоето внимание. Затоа што, например, прво, многу е ретко некој да сака да послужи на било кој во денешното време. Но кога некој рече: па како можам да ти послужам? Како можам да ти помогнам? Кога зачекоруваш во продавница и некој рече: како можам да те послужам? Ти гарантирам дека ти го имаат вниманието. Но често пати влегуваш во некое место и велиш: има ли тука некој кој ќе ме послужи? Дали има некој кој доволно се грижи за овој бизнис да ми ги земе парите или да ми одговори на прашањето, или да ми помогне да го најдам она кое го барам? Тие едноставно си стојат наоколу. И често пати велиш: ако имам дух на слуга, некој ќе ме искористи. Така беше и со Исус. Ако јас сакам да го извлечем најдоброто од работата, тогаш јас треба да работам како за Господ, односно мојата работа е за Бог. Сега се сеќавам кога одев на факултет и работев во текстилните фабрики во оделот за белење, кој беше најжешкото место таму. Тоа беше ужасно место за работа. По околу 30 минути поминати таму бев целосно мокар насекаде. И така, првите 2-3 недели, откако ќе си дојдев дома, мајка ми ќе се вознемиреше. Таа работеше од 8 до 4, а јас работев од 4 до 12. Таа работеше во друг одел,
каде беше доста тешко и ке речеше: не мораш да работиш во тоа жешко место. А сепак тој ја работеше истата работа, но не сакаше јас да го правам тоа. Така, јас знаев дека морам да си го променам ставот кон тоа, бидејќи не ми се допаѓаше. И така, конечно морав да се одлучам. Господи, јас ќе го правам ова како ти да си газдата. Јас ќе го правам ова како да го правам за тебе. Дали знаете дека јас можев да отидам таму и жештината воопшто да не ми пречи? Не само тоа, ќе ви кажам што Господ правеше. Така тој ќе влезеше и таму ќе имаше 6 или 7 луѓе. Тој само ќе ја затресеше главата и ќе си излезеше. Никогаш не рече ни збор. Наредниот пат, летото се вратив за да најдам работа. Без прашања, ме вработи така. Ако јас останев на таа работа со истиот став, како кога започнав, ова место е жешко, мислам, ова место е ужасно, кој на светот би сакал да работи овде? Ова мора да е најблиското нешто до измачување. Мислам, ова мора да е адот или слично. Јас не го можам ова. Тогаш никој не би го слушнал моето сведочење. И второ, јас немаше да останам долго. Немаше да имам работа. И трето, немаше да имам работа таму наредното лето. Кога јас и ти почнуваме да сваќаме, оваа работа можеби изгледа како да е работа на светот, но јас сум овде бидејќи Господ ме поставил тука и јас ќе го правам ова за Него. Неверојатно е како твојот став се менува. Ти ќе работиш подобро, ќе имаш подобро сведоштво, кога ќе гледаш на својата професија без разлика што е и знаеш во срцето, јас го правам ова за Господ. Тој ме поставил овде, токму во ова време. Тешко ми е. Не ми се допаѓа се што се случува. Не ми се допаѓа измачувањето. Не ми се допаѓаат часовите. Не ми се допаѓа ова и она. Но знаете што? Слушајте, ако ти почнеш да се жалиш за се и другите исто се жалат, после некое време ќе бидеш во истата категорија како нив и тогаш си го изгубил сведоштвото. Едно од катастрофите на ова време е многу од Божјите луѓе се однесуваат на еден начин во црквата, а на друг на работа. Ние го губиме импактот и моќта на нашето сведештво таму каде што светот треба да го види и потребно е да го слушне. Јас само ќе ви поставам прашање. Луѓето околу кои работиш, дали знаат дека си верник без да им кажеш? Ти не треба ни да имаш потреба да зачекориш и да речеш: јас сум христијанин. Не кажувајте невкусни штеги околу мене: јас сум христијанин. Пазете што зборувате. Слушајте, твојот живот треба да е толку исполнет со Исус Христос, што кога ти ќе влезеш некаде, самото твое присуство ќе зборува. Не мора да им кажуваш дека ти си христијанин. Има нешто во духовно исполнетите верници. Не мора да им поставуваш прашања. Не мора да се прашуваш дали се верници. Слушајте, има нешто во ова. Тоа е присуството на Исус Христос, кој живее внатре во нив. Тие ќе знаат без ти да кажеш збор. Тие ќе те прашуваат. Тие ќе ја видат разликата, ќе ја слушнат, ќе ја знаат, ќе ја гледаат разликата додека ти работиш. И знаете што? Нема да морате да им кажувате ништо. Ќе почнат да те прашуваат и ти ќе можеш да речеш: ајде да ти кажам како Бог работеше во мојот живот и како тој ми помогна кога јас бев во слична ситуација. Нашата работа треба да е за Господа. Третото нешто кое сакам да го запишете е ова. Тоа е, слушајте, за да го извлечеме најдоброто од работата, ние треба да го гледаме Христос како наш авторитет, односно дека тој е главниот. Видете, ти велиш: па јас посакувам мојот газда да се однесуваше како него. Тоа не е проблемот. Видете го ова, стих 22, робови, покорувајте им се во се на вашите господари. Ако работиш на одредено место, сега слушате внимателно за да не го сватете ова погрешно, бидејќи веќе знам што размислувате. Ти велиш: човеку, ако само знаеш што бараат од мене да направам. Слушајте внимателно. Тој вели: во сите нешта покорувајте им се на оние кои се ваши предпоставени на земјата, освен ако некој побара од тебе да направиш нешто што е неморално, корумпирано, неправедно, непобожно, небиблиски или нешто кое знаеш дека е лажно. Ако не спаѓа во тие категории и ти работиш за нив, твоја одговорност е да го направиш она кое е побарано од тебе. Ако не можеш да го направиш тоа и не сакаш да го направиш и нема да го направиш, тогаш или треба да си ја смениш работата или да си го смениш ставот. Бидејќи она кој го вели овде, тој ни кажува кој е предпоставен. Ние работиме за големиот газда кој го создаде секое едно нешто.
И слушайте, тој им дал авторитет на секоја една личност на позиција. Тој им го дал тоа. Нели тој вели, тој ги поставува луѓето во авторитет, тој ги поставува кралевите на нивните позиции и тој ги оттрга од позициите. Така, кога некој е многу важен, егоистичен, арогантен, горделив, ги малтретира другите, ги вознемирува, ги користи, бара од нив нешто кој не треба. Знаете што? Нивниот ден се наближува. Ти велиш, јас не треба да го трпам ова. Ти и јас треба да го трпиме. Се што треба да трпиме се додека Бог не ни каже да направиме нешто поразлично. Сега запомнете го ова. Јас знам дека некои ситуации се доста тешки. Многу тешки. Ние му служиме на Господ исто како што ти го правиш тоа во твојата професија и не само си стануваш и заминуваш затоа што станало тешко, а јас само ти кажувам, ако ти само станеш и си заминеш од работата затоа што станало тешко, можеби Бог те поставил таму и работи во твојот живот во таа конкретна сфера и тој те остава таму за еден период да правиш што? Да ти го изгради карактерот, силата и страјност, да те поучи, да те научи преку злоупотребата како да се однесуваш со луѓето на Божји начин. Ги знаеш оние луѓе кои се однесуваат како да се Бог, се замислуваат, ти можеш само да им се насмевнеш и да речеш, Господи, помогни им. Затоа што нивниот ден се ближи, нивниот ден се наближува. Слушајте, што е она кое Бог го мрази над се друго во животот? Гордост и ароганција. Ти знаеш подобро од тоа. Број 1, што и да е тоа. А вистината е дека секогаш има некој таму кој може да ги надмине. Знаете што имаме откриено? Имам откриено дека луѓето кои ја извршуваат најдобрата работа не се арогантни, горделиви, егоистични, докажувајќи ја својата позиција, сакајќи да го споделат на другите. Тие се луѓе кои имаат срце за другите. Тие имаат срце за другите луѓе. И така, за да го извлечеш најдоброто од работата, дефинитивно сакаш да го признаеш шефот, а тој е самата личност на Исус Христос. Пријатело, да ти кажам нешто. Ако ти си христијанин и работодавец, и ако твојата цел е да ги натераш луѓето да работат за тебе за колку што е можно помалку, сакам да ти кажам, тоа не е одлика на Христос. Не верувам дека Исус би рекол, па ајде сега да видиме за колку малку можам да го добијам него. Знаете, без разлика која е твојата позиција, кога ти ги злоупотребуваш луѓето, ти велиш, па тоа е само дел од бизнисот. Не е. Злоупотребата не е дел од бизнисот од Божја перспектива. Ти ги сакаш луѓето, се грижиш за нив, се однесуваш нежно со нив. Сега ти велиш, па што е со овие луѓе кои се мрзеливи и несмасни? Справи се со нив, но справи се со нив на побожен начин. Објасни им што се случува. Не за да ги зајакнеш или да ги научиш на истрегност, да ги изградиш и да им покажеш, да им помогнеш да разберат колку можат да направат и што можат да направат. Јас зборувам за тоа да ги искористиш на зол начин. Слушајте што вели тој во овој пасус, бидејќи тој вели во глава 4 стих 1. Господари, зборувајќи им на работодавците, правете им на робовите што е праведно и справедливо, знаејќи дека и вие имате Господар на небесата. Тој е семочниот Бог, вашиот Бог, без разлика дали го признавате или не, е личноста на Исус Христос пред кого јас и ти ќе дадеме сметка. Се стишува овде, зар не? Сега, последната точка која сакам да ја забележите е оваа. Сакам да ја забележите оваа последна точка. За да го извлечеме најдоброто од работата, ние треба да ја гледаме нашата награда како сегашна и идна. Ние треба да ги разгледуваме нашите награди како сегашни и идни. Например, ако само ја гледаш наградата за својата работа во плата и само ги гледаш тие бројки во долари, тогаш си ја испуштил поентата. Со други зборови, тоа не е единствената награда која ја добиваш. Тоа можеби е она која ти го гледаш. Но запамети што рековме, дека често во тешки ситуации Бог го гради карактерот. Но некогаш во добрите ситуации Бог те обкружува со луѓе кои те сакаат и те охрабруваат во твојата работа. И ги гледаш луѓето околу тебе како вршат добра работа. Имам голем дух, прекрасен дух во работата околу тебе. И ги гледаш луѓето кои уживаат. Има многу добри нешта кои можат да се случуваат. Сушност, може да се случат насекаде. Ако луѓето само веруваат на Бог и се однесуваат добро еден спрема друг, многу добри нешта кои се случуваат во бизнисите, многу добри нешта кои се случуваат во службите. И така се случуваат многу повеќе нешта од она кое само го гледаш на твојата плата.
Но не само тоа, има многу повеќе од она кое го гледаш овде и сега. Се за кое што јас и ти ќе бидеме наградени во нашата работа, не е лимитирано само со плата. Сега сакам да го погледнете овој стих уште еднаш. Забележете што вели, започнувајќи во 24 стих. Знаејќи дека од Бог ќе ја добиете наградата на наследството, бидејќи на Господа Христа му служите. Сега запаметете го ова. Ова е предрасуда која ја имаме. Ние си мислиме дека мојата работа таму во светот е едно нешто. Она за кое Бог ќе ме награди е тоа кое го имам направено за Исус. Например, предавање во неделно училиште, пеење во хор, свирење во оркестар, проповедање на служба, евангелизација и сето ова. Не, знаете што? Бог ќе те награди тебе и мене за секој еден аспект од животот, не само за некој од нив, туку за секој еден аспект. Така, слушајте, тој вели, знаејќи дека од Бог ќе ја добиете наградата на наследството, на Господ Христос му служите. Внимавајте, ако Бог е големиот газда, тој е единствениот кој на крај ја одлучува цената, нели? Ако тој е големиот газда, тој е господар на се и секој бизнис, без разлика што е. Тој е оној кој на крај ја одлучува наградата. Сега, во ова време во кое јас и ти живееме, добиваме дел од наградата овде и сега, заради нашите напори и часовите кои ги работиме и така натаму. Но крајната награда е дадена од некој друг. Сега внимавајте, можеби никогаш не сте помислиле на ова. Дали сваќаш дека најмногу награди кои ги собираш за себе во небесата се поврзани со тоа што се случува во твојата секуларна работа, ден по ден? Слушајте, ти работиш 40, 50 или 60 часови на една одредена работа. Колку време поминуваш во црква? Не толку многу. Дали поминуваш толку време правејќи било што друго? Не. Затоа, твојот најголем процент на награда кога ќе застанеш пред Бог, ќе биде она кое си го направил или не си го направил на твојата работа, без разлика што е. Нема да се работи само за доаѓање на црква и некои од вас служат на многу начини, во оркестар и хор, во поучување, средување, паркирање и слично. Бог ќе ве награди за тоа. Но знаете што? 40 часа од вашата недела, 40 од нив сте таму на световната работа. Што ќе прави Бог? Тој ќе ве награди за секое добро дело. Тој ќе те награди што си го направил добро тоа што го правиш, давајќи го најдоброто од себе, разбирајќи дека другите луѓе се личности исти како тебе. И што ќе прави тој? Тој ќе те награди соодветно. Сега едноставно го кажувам ова. Сите ние имаме работа. Работата е од Бог, тоа е дел од нашата одговорност како верник и тоа треба да го направам со сето мое срце, не за да ги импресионирам луѓето, туку затоа што го сакам самиот Господ Бог. Тоа треба да го направам со почит кон другите луѓе, со дух на слуга, правејќи го тоа е работа на Господ. Правејќи го тоа за Него, признавајќи ја мојата награда, тој ќе се справи со тоа. Јас не треба да се грижам за тоа, тој ќе се погрижи за тоа. Сега велиш, па јас не сум ни христијанин, како ова се однесува на мене? Мој пријателе, никогаш нема да можеш да го достигнеш максимумот од својот потенцијал, додека не му веруваш на Исус како твој спасител, затоа што гледаш дека работиш против Него. Што се случува кога ќе поверувате во Господ Исус Христос како на ваш спасител? Гревовите ти се простени, тој ти го расчистува умот, се ослободуваш од вината од минатото. Бог почнува да работи во вашиот живот. Умеете да ги правите работите подобро и сигурно ќе бидете помудри во секој поглед. И додека Божјото Слово почнува да ви го исполнува умот и срцето, ќе почнете да размислувате како што мисли Бог и да ги гледате работите онака како што Бог ги гледа. Знаете што ќе се случи? Целото ваше однесување ќе се промени, вашиот став ќе се смени и ја имате привилегијата да бидете прекрасен Божји слуга без разлика кој сте. Сакам да ве охрабрам да го замолите Господ Исус Христос да ви ги прости гревовите. Кажи му дека го сакаш како твој спасител и сакаш да бидеш она што тој сака ти да бидеш. Ако сте вработен и сте завршиле неквалитетна работа и сте биле мрзеливи, одолговлекувате, мамете со вашето време, барате, критикувате, треба да клекнете на колена и да побарате од Бог да ви прости за тоа што си бил сиромашен вработен, сиромашен Божји слуга каде што работиш. Ако сте работодавач и сте ги малтретирали луѓето, алчност, туркаш, потиснуваш, си ги користел како предмети наместо да ги сакате како луѓе,
Треба да побарате од Бог да ви прости. Клекнете на колена и побарете од Бог да ви прости што сгрешивте против Него. Тоа е грев против Бог. Нема врска со црквата, тоа е грев против Бог. Како Бог да ти помогне да имаш дух на слуга како работодавец, да ти даде дух на слуга за да можеш да им служиш на луѓето околу тебе и тие да го видат Исус Христос како живее во тебе. Тогаш, знаете што ќе се случи? Ќе се смени целиот став во тој бизнис. Еден човек може да ја промени атмосферата ако е подготвен да живее побожен живот. Ајде да одвоиме само еден момент и да го молиме Господ сега за секој еден од нас, за себе, за секој еден од нас. Господи, покажи ми каков работник сум и покажи ми какви промени сакаш ти во мојот живот. Татко, ти благодарам што не сакаш доволно за да не соочиш со вистината во љубов. Се молам Светиот Дух да зборува во моето срце и срцето на секој човек што слуша, дека секој од нас ќе направи ново, свежо посветување, татко, да си ја работиме работата во духот на слуга, препознавајки. Тоа е твоја работа. Ние работиме за тебе. Ти си Господар и Господ. Тоа се личности кои ти ги сакаш, со кои ние работиме и ние ќе ти веруваме за наградата во одредена сезона. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.